Четврток, 12 октомври, кратки вести во 12 часот. Охрид е нешто што го нема никаде на светот, вели Роберт Дачешин, еден од најпознатите и најпопуларни блогери за патувања, кој објави репортажа за убавините на Република Македонија. Неверојатните дестинации, вкусната храна која ја вкусивме и прекрасните луѓе кои ги сретнавме на секој агол. И на крајот на патувањето останав заљубен во оваа земја и се што таа нуди, вели Дачешин. Тој буквално е восхитен од она што го поседуваме, за кое можеби ни самите не сме свесни. Со зголемување на акцизата за цигарите, од утре ново поскапување за 5 денари по кутија, со што владата планира во буџетот да собере 13 милиони евра. Но тоа не е единствениот производ кој поскапува. Се очекува денес да биде објавена листата на производи на кои им се покачува ДДВ-то од 5 на 10%, а на сила стапува утре. Повисоки цени се очекуваат и кај суплементите, меѓу кои кај витамините за трудници и додатоците на исхрана, неопходни за раст и развој на доенчиња и деца. По повисока цена ќе се продаваат и мултивитамини и други додатоци во исхрана, како и препарати за вознемиреност или несоница. Во Охрид започна 14-тата школа за млади лидери на поранешниот председател на Република Македонија, професор доктор Ѓорѓе Иванов. Во воведното обраќање тој им посочи на младите лидери никогаш да не ја губат надежта и трпението, секогаш да размислуваат позитивно, да бидат подготвени континуирано да се образуваат и да се развиваат, а тоа може да го постигнат со самокритичност, самодоверба и саморефлексија. Темата на овогодинашната школа за млади лидери е едукација, трансформација, лидерство и на истата учествуваат 40 учесници од различни земји од светот. Времето денес претежно сончево и релативно топло со умерена облачност, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.